Пријатели, добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на две прашања од две девојки, Инстаграм пријателки. Поставија супер прашање за да не губиме време, затоа што можеби ќе ми е потребно малку повеќе време. Ќе го погледнеме прво прашањето од Марија, па ќе се вратам со одговор, а подоцна и прашањето на Зорица. Не ми се јасни термините за правилна исхрана, што значи нутритивно и калориски задоволување на телото и термините мускулна маса и масти поради кои се прават вишок околу стомакот. Марија, искрено, фантастично ти е прашањето затоа што никогаш сум немал предпоставено, сум имал предпоставено, но затоа што мене ми е нормално дека ги разбирам термините, не секогаш сум размислувал на тоа дека понекогаш може би треба и да самата терминологија се објасни за да може луѓето подобро да ја сварат и да ја конзумираат суштината на може би одредена епизода, тема, прашање кое што тука го одговарам, како и да е, одма ќе ти одговорам. Значи термините нутритивно и калориски задоволување на телото. Прво, калориско задоволување на телото значи да секој метаболизам и секое тело потрошува одреден број на калории во текот на денот. Од типот сигурно ако купуваш, ако си купила било каков производ и храна од маркет, на задната страна од етикетата често знае да стојат енергетски и нутритивни вредности. Од типот пишува енергетска вредност на 100 грама толку и толку калории. И практично калориите кои што ние ги внесуваме во текот на денот се енергијата од која што ја добива нашето тело. И сега, калориското задоволување представува задоволување на енергетската вредност која што телото ја побарува, или во превод, може би твојот метаболизам, твојата машина троши 1500 калории дневно. И за да ги задоволиш калориско задоволување значи ти да внесеш 1500 калории во текот на денот. Тоа е задоволување. Од друга страна, нутритивно задоволување е да ги задоволиш потребите на телото врз база на нутриентите кои што постојат потребни, кои што телото ги користи и ги има запишано во нашето ДНК. Или во превод, нутритивно задоволување значи да внесуваш доволно во денот протеини, доволно јаглехидрати, доволно масти, доволно витамини, доволно минерали. Значи, тоа се нутриенти. И задоволување калориски и нутритивно значи да ги задоволуваш потребите на твоето тело. Не знам како дополнително и поточно да ти објаснам. Ако можеби некој знае, нека ме дополни во коментарите подоле низ овие видеа или нека ми пише во приватна порака, али тоа е најдоброто што можам да ти објаснам. Од друга страна, мускулна маса и масти се ткивото и она што ние сме составени. Значи, масти е она сало што може да го опипаме и што ни смета, целулит кој што можеби вие девојките највеќе го мразите и така натаму. Значи, тоа е масно ткиво или во превод што го викаме масти. Мускулна маса е мускулна маса и се што не е масти во телото, значи целата обезмастена маса во телово е мускулна маса и тие, затоа што во прашањето мислам дека воведе поради кои што се создава вишок околу стомакот, тоа е погрешна констатација, значи не постои ткиво кое што ти создава масти или вишок околу стомакот, значи она што ти создава масти е неправилниот начин на исхрана и недоволната физичка активност, затоа мускулното ткиво не создава вишок околу стомакот, ниту па мастите создаваат вишок околу стомакот. Веќе самите масти, ако се во покачен процент, се вишок. Така да и таа терминологија, не знам колку ти ја објаснив и дали ти ја објаснив, но во секој случај тоа е најдоброто што можам. Ако можам да ти допомогнам, врати се назад во приватна порака и ќе довршиме комуникацијата. А сега ќе погледнеме прашањето од Зорица. Дали внесувањето на храна е ограничена во посебни временски интервали и каква храна треба да конзумирам? Зорица, многу е генерално и општо прашањето. Не знам, нема во кои интервали треба да се јаде. Значи тоа не постои затоа што тоа е за секој индивидуално и тоа јадење во интервали одредени, и јас ако ти кажам треба да јадеш во 7, во 3, во 5 и така натаму, тоа е тоа што луѓето им е одбивно и поради кое што се откажуваат. Затоа јас не би одел со никакво не би те ставал во никаква рамка во која што треба да имаш
во овој временски интервал и во 3 часот треба да јадеш таков тип на храна и денеска треба да сготвиш граф. Значи не функционира така телото не знае колку е саат, телото не знае кога ти едноставно треба да јадеш, туку ти знаеш кога треба да јадеш, а тоа најдобар начин да го правиш е ти да воспоставиш ритам за твоето тело и да има некаков биоритам секојдневен во континуитет на кој што на телото ќе му биде полесно да ги менаџира процесите и хемиските реакции. Во превод тоа значи да имаш просечно време на станување, да имаш просечно време на легнување, во тој временски интервал во кој што си ти будна, ако е тоа 16 часа, да има почеток и да има крај, односно да во првиот пола саат до саат го имаш појадокот, да имаш оброци на секој 3 до 4 часа, бидејќи на тој начин ќе си помогнеш да му внесеш на телото се што му е доволно и нутритивно и калориски да го задоволиш, она што не и беше јасно на Марија во претходното прашање, и на тој начин ќе придонесеш да најверојатно не се појавуваат кризи за храна, за благо, да нема падови на шекер кои што резултираат со неконтролирани јадења. Така да, тоа е одговорот на моето прашање. Ако можеби очекуваше да ти одговорам дека во 9 треба да е најдобро да се јаде, во 12, во 5 и во 8 и точно типовите на храна, тоа не постои. И не постоело и никогаш нема да постои, така да не го барај тоа како одговор. Ако можам на било каков друг начин да ти помогнам индивидуално, слободно обрати ми се повторно назад во приватна порака. И, дечки, горе-доле тоа би било за денешната епизода. Фала ви и на двете девојки кои што ги поставивте прашањата и го охрабрувам секој од вас да го прави тоа. Верувајте дека самите вие што добивате одговор помагате на минимум десетици луѓе кои што се замараат со истиот проблем и прашање. Ви посакувам здрави животни навики. Тука се гледаме во следна епизода и до тогаш имајте си убав ден. Чао!